Замрзнувањето на малопродажната цена на оризот ќе биде до крајот на јануари. Одлуката за ваквата мерка за заштита на потрошувачите, што пред неколку дена ја донесе владата, е со ограничен рок. Такви се појаснувањата што дојдоа од владината прес-служба по реакциите на оризопроизводителите кои не се задоволни од мерката, поради што беше упатено прашање дали се планира нивно обештетување. Мерката за замрзнување на цените на неколку основни прехранбени производи, меѓу кои и оризот, е донесена за да се заштити стандардот на граѓаните со тоа што ќе се превенира нагло зголемување на цените. Оваа мерка е со ограничен рок до 31 јануари 2022. Инаку владата последните години покажа дека се грижи за оризопроизводителите и за поттик на производството. Субвенциите по обработлива површина со задолжително користење на сертифициран семенски материјал од 12.000 денари е зголемен двојно на 24.000, а за оние производители на ориз без задолжителна употреба на сертифициран семенски материјал, субвенциите се зголемени од 6.000 на 18.000 денари. Доставени се и картички за зелена нафта со цел да се помогне во намалувањето на производствените трошоци за земјоделска механизација. Дополнително, владата ги исплати и субвенциите за пољоделски култури од програмата за финансиска поддршка во земјоделството во вредност од околу 640,5 милиарди денари пари, во кои влегуваат и субвенциите за оризопроизводителите кои се исплатени на сметките на над 2000 субјекти. Покрај оризот на неодамнешната владина седница беше донесена одлука и за замрзнување на цените на јајцата и тестенините, а претходно на уште неколку прехранбени продукти. Минатата недела самостојниот синдикат на индивидуалните земјоделци на пресконференција побара оризот да не се става на листата производи чии цени ќе бидат замрзнати, затоа што тоа негативно ќе се одрази на пласменот од минатогодишната и од оваа реколта. Ќе се чекаат проценките од предизвиканата штета при протекувањето на кровната конструкција во Средното општинско училиште Гошо Викентиев, за да се бара евентуална одговорност. Таков бил ставот на локалната самоуправа на Кочани, под чија надлежност се образовните институции во општината. Состојбата во училиштето постепено се враќа во нормала, односно се прават напори да се оспособи првиот кат за настава од понеделник. Веројатно, клупите на погорните катови ќе можат да се вратат најрано на почетокот на второто полугодие. Протекувањето во Средното општинско училиште Гошо Викентиев дојде по отстранувањето на дел од покривната конструкција со започнатите градежни активности за нејзино реконструирање. Изведувач на работите е фирмата Еврометал од Виница, од каде најавуваат дека поправките и покривањето на зградата ќе заврши до крајот на оваа недела. Ангажирани се 15 на работници кои работат интензивно на довршување на покривањето. Реконструкцијата на кровот беше итна бидејќи беше во многу лоша состојба, посебно на северната страна. Не верувам дека гредите ќе издржаа врнежи од снег. Постоеше опасност кровот да се урне, но проблеми има и со плочата која на делови е пропадната и по 20 на сантиметри. Ги превземаме сите мерки за заштита согласно стандардите. Истакна од компанијата Еврометал. Според тендерската документација, договорот за реконструкција е потпишан на 3 ноември оваа година. Според одредбите пак во договорот градежните работи се во вредност од 5.900.000 денари, а рокот за завршување на реконструктивните работи се 4 месеци. Чествување на 100 годишнината од раѓањето на Блаже Коневски организираше Општинската библиотека Искра од Кочани. Во рамки на настанот беа опатени повеќе содржини. Генералното собрание на Обединетите нации ја прогласува 2021 година на мирот и довербата, а Министерството за култура и Министерството за образование и наука ја креираат националната програма 2021 година на Блаже Коневски, која што исполнета со бројни активности. Библиотеката се вклучува во чествувањето на овој голем јубилеј со програмска содржина. Пред присутните на чествувањето на 100 годишнината од раѓањето на Блаже Коневски говореше и доцент доктор Ана Витанова Рингачева. Сметам дека ова е единствениот начин на младите генерации, на генерациите кои што доаѓаат по нас, да им предочиме
кој бил Блаже Конески, која е неговата улога во издигнувањето на македонската книжевно-научна мисла, кој е неговото место во кодификацијата на македонскиот литературен јазик и колку тој се вложил за ние денеска неговото дело да го имаме како најголем аргумент и најголема одбрана кога неправедно сме нападнати најчесто од страна. Заради тоа што македонскиот јазик е аксиома. Тоа е нешто што постои, тоа е нешто што го носиме сите ние природно, меѓутоа Блаже Конески беше тука за да ни на некој начин да ни ја подари таа нормирана форма на јазикот која што ни е неопходна за да ја представиме македонската литература пред нас овде, меѓутоа и во светот. Во рамки на чествувањето беше отворена и изложба Творештото на Конески, есенцијално културно наследство во македонската наука и култура, при што беше презентиран дел од книжниот фонд на библиотеката. Пред присутните на чествувањето беа прикажани видеозаписи со поезија на Конески, како материјал што е подготвено од страна на Министерството за култура. Жителите на Соколарци, како и останатите кои ја користат локалната сообраќајна врска кон Чешиново и Општинскиот центар во Облешево, реагираат за изведбата на новиот надвозник преку експресниот пат Штип-Кочани. Сметаат дека искачувањето и спуштањето од надвозникот е премногу стрмно и небезбедно за учесниците во сообраќајот, а нема ниту соодветна патна сигнализација, поради што очекуваат инвеститорот и изведувачот да ја поправат состојбата. Мислиме ние дека тоа не е надвојник, тоа е скокалница за зимно време. Тоа нема да биде ни безбедно за колите. Сега пред некој ден една кола излетао таму. Ури издојде колата. И ние траживме, сега имаме некои информации дека од државни патишта нешто ќе проширот, ќе го поправат. Денеска се тие информации добиени. Претходно апелиравме, на лице место дојде надзорот што е тука на патот за изградба што е, дојде и обеќа дека ќе направат. После од тоа ништо немаше, бев пред една недела кај надзорот, он рече ние работиме по проектот. Немам видено никаде таков нагиб како овој што е тука направен. А од која причина е тоа е така направено, тоа е самиот проектант го знае. Они обеќаја едноамле дека патот ќе се испуни горе до мостот за да се облаже, за да немаме таков нагиб, а они тоа не го направија. И сега дали ќе го направат? Не сме познаени. Исто и надоле има негде на околу половин километар што е ископан асфалтот, дојде да слива таму и тоа треба да го направат. Од јавното предпријатие за државни патишта информираа дека веќе изградениот надвозник обезбедува врска вон ниво над експресниот пат А3 Крупиште-Кочани. Двете пристапни рампи се изведени според проектот што е прифатен, ревидиран, бил на јавна расправа и ги поминал сите потребни процедури. И двете рампи имаат надолжен наклон од 10%, со што технички го задоволуваат условот за максимален дозволен наклон, се истакнува во писменото известување од јавното предпријатие за државни патишта. Дополнително се нагласува дека уближувањето кон Соколарци е ограничено поради теренски услови, односно има мост преку локална рекичка што невозможува продолжување на рампата. Дополнителното насипување е оневозможено и поради постојните канали за наводнување и одводнување, лоцирани на метар до метар и половина од двете страни на постојниот селски пат. Евентуалното насипување ќе заврши со затрупување на каналите, додаваат од јавното предпријатие за државни патишта. Жителите на Соколарци и понатаму остануваат на барањето да се намалат угорнините кон надвозникот, зашто добиле известување од надлежните дека може да се направи насип од 80 на сантиметри, со што би се подобрила сегашната состојба. Во вторникот попладне се одиграа двата заостанати надпревара од 15-тото коло во втората македонска фудбалска лига, со што заврши есенската сезона во ова првенство. На теренот во Радовиш Осогово се сретна со домашниот Детонит, а средбата заврши без голови, со што двете екипи ги поделија бодовите. И покрај тоа што одложувањето на надпреварот беше поради лошите услови на игралиштето предизвикани од претходните обилни врнежи од дожд, снегот дополнително им ги отежна околностите на фудбалерите.
Тоа може би е една од причините што голманските мрежи не се затресоа. Со освоениот бод, Осогово на крајот од полусезоната има вкупно 19 бода, колку што има и екипата на Кидго, но поради полошата гол разлика, Кочанскиот второлигаш се најде една позиција подолу, односно на 7-то место. Тоа значи дека неуспешни останаа напорите за извлекување од опасната зона за испаѓање, така што напролет ќе биде неопходно поголемо залагање и успеси за да се задржи второлигашкиот статус. Во вториот одложен надпревар што се одигра во Гевгелија, домашниот Кожув со минимален резултат од 1:0 го совлада предпоследното Братство и успеа од долниот дел на табелата да се искачи во средината со вкупно 20 бода. Како што е познато, есенски првак е тимот на победа од Прилеп пред Виничка Слога. Почетокот на пролетниот дел од првенството е закажан за 19 февруари, а Осогово во 16-тото коло ќе биде домакин на средба со Беласица.